Мене ми се лесни толумбите, не мора многу да им настојуваш, само ги пушташ да се пржат, а за јадење дефинитивно трилече, тоа е. Мислам дека не сгрешив. Многу пати сум се преиспитала дали сгрешив ти да собереш 3 деца, 2 зетовци, 4 внуци, се да спакуваш во 2 куфери и да дојдеш на нешто ново. Затоа што Елена дипломира. Сега Елена или газдарицата ќе зборува за Австралија. Ајде Лиле. Што ви се троши од тука најпоѓе? Дефинитивно ајварот, значи. Чекај да видим ајварот. Без ајвар нема ништо. Стануваш ноќе, саботи, недели, празник, ние немаме ден слободен. За нарачка кој сака може да се порача сега како го направиме. Лепчињата сами си ги правиме, така да нема проблем. Доаѓаш и прво нешто што го работиш, одиш да чистиш. Јас чистам, сите, ние на работа не е за посебување. Овдека чистиш, знаеш, работуваш и е окей. А секојаш идам да ја земам планината тука, ова е вратот е многу добар. Have you had burek before? No, yes. In Melbourne. Once in Melbourne and I loved it, so I thought I'll try it. Значи можете да замислите како од еден менаџер, од жена со штикли, шминка, ногти, фризури, дојде во Австралија и сега прави бурек. Почитуваните пријатели, сречно ме поздравувам сите вас кои го гледате каналот Австралиски живот. Од овде, од Сиднеј, од далечната Австралија или конкретно од местото Брајтон, место кое е населено со голем број на наши македонци. Има продавници од секаков вид, има еден донер кебаб, има неколку кафетери, али не сум тука да снимам за Брајтон, туку за една наша продавница овде, едни наши луѓе кои работат и верувам дека е една од ваков тип. Добар ден. Дали може да снимиме нешто денеска од вашата понуда за каналот Австралиски живот? Со кој имам чест денеска да разговарам? Јас сум Елена, мило ми е. Елена, извини, со лева рака, јас сум Радко. И вие сте? Јас сум Лила. Лиле и Елена. Сметам дека Лиле е газдарица? Или? Да речеме. Да речеме, да. Добра газдарицата? Па добра или не, мајка ми е, така да. Значи не е дека за пред камера. Добро. Не е за пред камера. Гледам различни производи овде во оваа продавница. Од друга страна гледам и други работи освен пецива. Како можеме да ја дефинираме, да го дефинираме овој дуќан како пекара или како колонијал или може двете? Па може и двете. Имаме производи од бели пецива, па се до дели производи и увезени работи од Македонија и од Балканот, така да мислам дека е се воедно заедно. Сладкарница. И сладкарница. И благи, да, и благи. Значи имаме преубави пецива овде, благи, сувомеснато, како што рече, работи кои се увезуваат од Македонија, овие се на големо ги увезувате, има локален дистрибутер тука. Локални дистрибутери, да. Ние не ги увезуваме директно, од локални дистрибутери ги порачуваме. И не се само од Македонија, туку се мислам дека од целиот Балкан производи. Затоа што тука има доста, не само македонци, туку има и доста и грци, има доста срби, хрвати, така да мислам дека имаме за секого од секој нешто. Лиле, мислам, ако добро се сеќам вака по меморија, ова е единствен од ваков тип дуќан, во радиус, да кажем, од неколку километри, ако добро се сеќавам. Добро. Дали имате во ова област овде некоја конкуренција или сте сами? Со бурекот има, а инаку со благото, со ова нема. Бурек имаме тука, не знам колку е сега близко, имаме бурек. Исто има шопови, бели шопови, со благото мислам дека немаме конкуренција. Со пейстрито, и пейстрито, да, извини. Пейстрито го заборав. За кој извини? За пейстрито. Аха, значи месени бело пecivo. Дека сме единствени. Мислиш дека нема конкуренција од една страна е добра работа пошто сте сами или од друга страна може да биде како еден мотиватор за да се зголеми на квалитет? Може да биде и мотиватор да се зголеми на квалитет. Ние и држиме до квалитет. Правиме не се со адитиви, не се со не знам како да кажам индустријско производство. Ова е дома. Го правиме дома исто за внуците, за децата, истото го правиме и тука.
Геврекот исто така, нема адитиви, нема тие вештачки засладувачи, не знам што, се е потполно природно. Елена, кажи ми нешто за почетокот и приказната за изгрев, дали како се започна? Па искрено идејата беше на мајка ми. Изгрев дели веќе постоеше како бизнис, ама беше само дели. Ние веќе го доградивме со бурек, со бели пецива и така продолжи. Нормално дека не беше ова палета на производи на самиот почеток, сигурно се продава многу помалку работи. Например, кои беа работите кои беа надоградени со текот на времето? Надоградени беа сите овие пейстри работи од гебреци, кифли и така понатаму. Значи прво почнавме со бурекот, потоа полека ги додававме и другите работи. Нормално тешко е да се вклопиш на почетокот затоа што тука си нов, веќе е еден бизнис што луѓето го знаеле претходно и малку е тешко да ги научиш муштерите дека имаш бурек, дека имаш пейстри, дека имаш други производи освен делито. Така да мислам дека веќе поголем дел веќе знаат и дека што имаме и како имаме и каде се наоѓаме. Така, Лиле, сакам да те прашувам тебе лично, вака како повозрастна и поискусна, колку е тешко или лесно денеска да се придобијат муштери? Многу тешко. Многу тешко, поготово некој нов. Ние во овој бизнис со бурекот сме релативно нови. Ние сме 6 години со бурекот. Да, така да е многу, бидејќи конкуренцијата овдека е поголема. Има луѓе кои што се многу години во овој бизнис. Ама сепак не се жалиме, добро е. Кој ќе речеш во овој бизнис во кој конкретно? Во бурек. Во бурекот. Не, за пейстрито, за благото веќе нема никаков проблем. Да. Пейстрито е понов производ и ние почнавме подоцна да го правиме. Така да прво почнавме само со бурекот. Полека, едно по едно. Така, ли секогаш? Бидејќи не сме професионална, јас пекар, например. Така да Елена е малку повеќе професионална во тоа. Јас сум повеќе по бурекот. И благите веќе сите правиме. Благите се ваши лично? Благите лично наши програми ги правиме сите, значи секој поза нешто е задолжен. Едната керка прави тулумби, едната прави баклава, Елена правиме трилерчи, имаме раванија, наши стари рецепти. Претежно ова се наши македонски традиционални. Гледаме овдека, значи да задржиме нашата традиција, нашата на децата, да го доловиме сето она што го имале моите деца како деца кога беа. Кој е главниот мајстор кога се работи конкретно за сладките? А сега да не кажам ќе биде неблагодарно јас, али прават сите. Сите прават. Керките ме надмашија. Не знам сега како ме надмашија во сето. Бурек прават сите. Елена прави бурек, другите, значи сите. Не имаме, бидејќи во текот на годината ние одиме до Македонија по 2-3 месеци. Секогаш имам за мене. Не застанува бизнисот, продолжуваат децата да работат. Тоа е добро. Мада е мачно, тешко. Како се снајдвате во една фамилиарна атмосфера да се од страна на бизнис, од страна на соработка, од страна на заедничка работа? Мислам дека е полесно. Затоа што ние си имам 3 керки, трите, имам 4 внуци. Многу полесно, бидејќи секогаш се надополнуваат. Денеска јас носам деца на училиште, јас одам прва, јас затварам. Значи секогаш наизменично. Не да е Боже некој дете кога е болно или не оди на училиште, секогаш има некој кој да е дома. Тоа е многу тоа е позитивна работа. Позитивна работа, овдека да си фамилиарна. Премногу позитивна. Значи вие дефицит од персонал тука немате? Не. Ниту пак дома, затоа што некој ако не може, ако во моментот која е слободна, таа ќе сготви, таа ќе направи, таа ќе среди, децата ќе бидат видели, така да Јас да ви кажам искрено не знаев дека тука имате и машина за кафе прање. Како оди бизнисот со кафе? Добро е. И тоа. Обично се мајле кога оди што во Македонија можеби не сум го имала тоа чувство дека овдека секој кој што се мајле тргнува на работа, прво поминува да земе кафе и доручек и оди. Значи поготово се наутро е баш Одлично. Во однос на благите, во однос на некои тестенини кои ги спомнавте, кажавте дека сте тука единствени, немате некоја голема конкуренција. Не. Во случај да имате конкуренција,
Како би ги привлекле, например, муштерите за да дојдат кај вас, а да не одат, например, во друга продавница? Кои се тие главни работи кои треба да се секој бизнис да ги има? Квалитет. Пред се квалитет. Квалитет број 1. Квалитет. Ние мислам се трудиме и нон-стоп, гледаме и се да е полно, секогаш да е свежо, да е гледаме на сите на што е можен подобар начин да им угостиме. Секако тоа е тешко, не можеш на секого да му удоволиш. Ова бизнис секако дека се работи со луѓе, Да, директен контакт. Да. секој има различен вкус пред се, но гледаме секогаш да се трудиме и да имаат некоја замерка, ја сакам да ми кажат, затоа што да знам што можам да поправам и како можам да поправам. Кажи ми нешто за производите кои се од Македонија, од кај ги набавувате, дали Има големи дистрибутери овдека. Да. значи се повеќе од еден? Па речи си сега останавме Дека на во 20 множина. дистрибутери, да, 2 дистрибутери, 3. Имаме 2 македонски компании и една грчка компанија, од која што взимаме. Во Коград бе премногу пораширен, значи со тој дел таму и со делито. Може имавме 4 фрижидери, поголеми за дели. Овдека се фокусираме повеќе на пестрито, на бурекот, на благите, така да повеќе тоа се троши. Ми спомна дека има некој грчки дистрибутер. Како Да. тоа грчки дистрибутер со македонски производи? Не се, грчки се. Например, Галакси. Грчко... А грчки производи? Грчки производи, да. Грчки производи. Овините се грчки производи. Добро. И што се троши најмногу од нашите производи? Ова е како една мала Македонија. Да, се имаме она што понапред имавме многу повеќе него сега, ама го намаливме овдека. Когра беше 90% тој дел таму и сувомеснатото. Овдека се преориентируваме на ова. На фрижидерот. На овие, да, на фрижидерот и на пестрито и на бурекот. Сега во поново време почнавме да правиме сарма и грач. Лиле, дали имаше, не знам воопшто, која ти беше професијата назад во Македонија, дали имаш некакво знаење претходно Не. пред да се... Со пестрито не, додека благи сум правела и во Македонија. Секогаш сум сакала да бидам во кујната. Имам правено во Македонија многу благи. А додека со пестри и со бурек не. Значи не е било ништо ново Не, конкретно, во- али сепак сте го правеле. Секој кој што да, сум правела ма домашни пити. Например, не волку многу количински. Инаку во Македонија работев во осигурување, така да нема ова со осигурувањето додирна точка. Фала ти многу. Елена, дали ќе дојдиш сега масо од ова страна? Сакам да ми кажеш точно што тука се продава, тестенини, бели пецива, гледам специјалитети и сакам да го снимиме фрижидерот и таму со меснатото. Нема проблем. Да почнеме од сармите, како што веќе спомнавме, тоа се нови производи. Морам да кажам, се извинувам што ја Кажи. прекраткувам, зелката исклучиво јас си ја правам, значи не користиме адетиви. Зелката си ја ставам дома, си ја како наша во Македонија. Зелката за сарма. Да, никако не купуваме нешто, бидејќи не знам, не можам да гарантирам поготово за зелка. Елена, извини сега, јас морам да уште едно подпрашање за Лилето. Како се прави една сторена зелка во неколку реченици? Се става во бурек, зелка, сол и ништо повеќе. Само што мора секој ден да ја мешаш со вода, го растресуваш, да не биде на едно место. Овдека е топло, многу брзо стасува зелката. Може да кажам за 10-15 дена јас веќе имам стасана зелка. И континуирано ние тоа дома го правиме. Значи околу 2 недели, така нешто. 2 недели секако, да. И е без адетиви, значи домашна, чиста зелка ставена. Времето има некаква улога во Има, стораната кога е зелка? топло, стасува многу побрзо. Додека кога е поладна, причекуваме, али тоа може и да стои таа, иако е стасена, може да стои цел месец. Ништо не е. Точно. Да, тоа е здрава. Сарма и тавче гравче, сето тоа подготвено од мајка ми, ги сервираме со салата и со лепче. Сармата месо и ориз или само и месо? Да, Пак морам да месо, се умешам. ориз. Стандардно да Кажи си слободно, да, кажи си. сакам да кажам дека е правена на наш традиционален македонски начин, со многу кроми, пржено тивко, онака да добие
што им објаснувам на децава сега. Мора сармата да се пржи многу тивко, месото да се прво кромидо, да добие златно жолта боја. Значи мора да биде тивко, месото да се испржи на тивко, да се соедини. Некои го прават овдека без да го пржуваат тоа да пржат, само така ќе измешат. Не, значи се полека, испржено, измешано, единствено и сармата се прави на тивко се готви. Не можеш да ставиш на 220 степени да се свари. Сармата мора на 150, на 100 степени, најтивко што може да крчкаш. Се надевам дека не откривме многу тајни. Не, сармата е стар традиционален македонски рецепт. Па добро, секој ја прави различно. Поинаку, да. Да, Значи, ова се работи за компир салата. И зелка салата, што може да се сервира значи, со гравчето или со сармата, исто така и лепче служиме со истите. По колку пари се продава? $7 едно парче. Слободно влези си, слободно влези си. Мораме за муштерите и за луѓето на каналот Австралиски живот да видат што тука точно имаат луѓето на понуда. Само накратко, колку често доаѓаат овде? Па би може да речам може 2 пати во неделата. 2 пати во неделата. Да. Која е најголемата причина што се враќате? Види вака, прв пат кога почнав да идам, дојдов прво за најдобриот бурек. Морам да пофалам со извинение на другите бурек продавници кои и тие се добри, не можам да речам исто сите македонски продавници се добри. Почнав да идам за бурекот, а и после Халиля ме привлечи со најдобрите сарми, да ви кажам искрено. Баш сега го правиме новето за сармите. Да, сармите се најдобрите, нема подобра сарма. Искрено, видите колку голема, значи, ако земите една ќе се најавите, други веќе се прејадувате. Да. После гравчето е исто така добро. Гравчето од самиот почеток, од кога ги знам нив, викат, тие го донесоа таа традиција од Македонија и најдоброто гравче ги имат исто во Австралија. И се со друго, видите, салата, комперите. Сега немаат ракија тука да дадат малку да се напиеме, ама... Знаете, во Австралија сме, му треба лиценца, Да, таа работата што не може да има тука, али ќе се снајдиме некако. Па може да пријатели со протекција, може да некој чавче да се напијат луѓето. Извини, Благоче беше? Да, Благоче, јас сум Радко. Да не сакаш да си поздравиш некој? Да, ги поздравувам сите македонци тука во Австралија и сите оние кои планираат да дојдат тука во Австралија. И поздравувам од Македонија, да. Ги поздравувам и сакам да ги поканам да дојдат тука во Изгрев Дели. Значи, ова е центарот на македонците, брат, Рокдел. Мала Македонија. Кои патуваат, да, аеродромот тука, само што ќе се следа, што ќе стигнат тука во Австралија, во Сиднеј, може слободно да дојдат. Прво нешто би пробале бурек, или некоја кифличка, исто така многу. И нема да им фали Македонија уопште. Благите се доста добри, заборави да Кои ти се омилени благи Благоче од овде? Лубите се многу добри на Скалина. И видите, самите ќе видите, еклерите и се други, баклавите се така добри. Значи, од минатиот пат кога бев минатата недела, овде има многу повеќе работи него што, не знам, за една недела вие направите многу повеќе. Како успеавте во Скалина? Елена купи нова опрема, ламинатор зеде за пейстрито. И Сенко велико прави пейстри, да. На големо. Сум изненаден од минатиот пат, значи пред една недела сум изненаден, да. Сега ќе почнам почесто да идам, значи. Елена решила да инвестира во најновата опрема, да пробува. Браво, многу пријатно сум изненаден, да. Слава работа. Мораме да напомениме исто за чаденото месо. Значи, сите оние кои се љубители на чадено месо и кои се гledат малку ракија да се напијат со саваји. Благоче, што ти е тебе омилено тој фрижидер таму? Секогаш идам да ја земам планината тука, ова е вратот е многу добар. И таа како салама што е по наше да речем како губернија. Локален си, овде живееш? Локален, да. Некаде на 5-10 минути. Фала ти многу за времето, што го дали да не ти сметам во пазар локот. Може да ти услужи лилето, јас се вратам назад со Елена. Елена, до кај се станавме? Добивме една добра тура низ ваше доаѓање од вашиот муштерија, да. Па се станавме до
бурекот, мислам дека бурекот, значи почнувајќи од тестото, се до завршниот дел до печењето, се самите го правиме, значи без машини, без нешто освен миксер за тестото. Дека спомна машини за бурек имам слушнато, дека наводно имало сега ги тегне лекорите и со машини. Да. И колку може да замени таа машината човечката рака? Па како што напредува технологијата, мислам дека и може и доста да ја замени, ама се надевам дека нема да биде истиот, мислам дека не е истиот вкус и не е истиот квалитет ако е рачно направен и машински направен. По зборот скопски, ние во Битола, да ти кажеме, и мислам дека цела Македонија некако ни е чудно за во Скопје кој ќе слушниме дека се јади симит погача или ние велиме леп во леп. Леп во Како леп, ќе објасниш таа симит погачата и дали сте размислувале некој пат да воведите таа симит погача? Само за скопјани, зашто само они знаат што е. А зошто не му се представи на пример и на другите Па затоа луѓе? што како што самиот кажа ти чудно е леп во леп. Тоа мислам ама е правиме, треба прво пред се тој бурек да е многу мрсен за да биде вкусен. Не сме по нарачка да имаме правено, ама не го имаме стално. Значи за нарачка кој сака може да се порача сега кога го направиме. Лепчињата сами си ги правиме, така да нема проблем. Мислиш дека може да се представи симитот овде на локалците? Морам да кажам, некои Слободно. бара им направи. Да, кажа. Скопјани? Да, Скопјани. Скопјани. Не мислам дека симитот. Бурекот да, ама симитот не мислам дека може да се представи многу на локалците. Елена, од овие сите пецива овде, кажи ми кој ти е специјалитет тебе, вака што ти лежи на рака? За Од овие бели пецива за правење. за правење бурекот пред се го прави мајка ми. Значи јас можам да ја помогнам, да ја заменам некогаш правам, но не толку често, повеќе сум задолжена За благите. белите пецива, да. Јас највеќе сакам да ги правам, можех да речам гевречињата, крофните, кифлите, немам, знаеш кога веќе ќе се научиш и го правиш тоа секој ден, немаш проблем, мислам дека иде со лесно. И уште ми кажи за цените сега за бурекот. Па И со што секој- продавате бурек? Буреци највеќе се продават дефинитивно најпопуларен е со спанак и сирење. Ќе ни замерат босанците за тоа бурек со спањак и сирење. Да. За бурек е со месо само, за ним така. За нив? Да, дефинитивно најтрошен е спанак и сирење. $9 е парче, 34 е целиот бурек. Секој ден имаме спанак и сирење, месо и сирење, значи тие се трите основни вкусови на бурек што имаме секој ден. Во таа група може да го ставиме и месо и сирење заедно, како измешан вкус. И секој ден имаме некој различен, например пица бурек, некој ден ќе имаме посен бурек со праси компир или не знам, измешано спанак, сирење, меш со печурки. Елена, кое време се прави бурекот од рано на утре? Во кое време иди мајка ти тука? Мајка ми иде од ноќаска тука, па до кога заврши до тогаш. Значи многу рано мора да дојде да биде спремен бурекот. За сабајлен си да биде свеж. Понатаму? Значи понатаму имаме мали мазничиња или ние по-скопски ги викаме банички. Значи исто имаме со сирење, со месо, со спанаc, со праси сирење. Благ бурек заборавив да кажам дека исто така правиме, значи правиме со јаболка, правиме со нутела, банана и Со јаболка внатре? Не, ово е со нутела, банана и јагоди. Интересно. Да, со вишна исто правиме со тиква, значи кој како ќе си нарача што сака, со секој имаме посечи вкус. Од другите значи работи можам да кажам исто дека доста трошени се гевреците и кифлите. Значи имаме обични гевречиња, имаме гевречиња со маслинки внатре. Благи работи како што напоменав, крофни, кифли благи со крем, со джем. Значи имаме спањак и Ти се кашкавал кифли како спанаc и $2, имаме некои тука благи, вели мини донат со нутела, мармалати и овие
Пискот. Бисквитите $2, значи благи по $2, крофни. Елена, овие да кажам горе-долу, овај асортиман на производи му е познат на нашите. Да. А дали имате и други луѓе, на пример, наци кои влегват тука и ги укусват нашите производи? Да, има. Има доста нации, има доста балканци, има доста австралци, има азици. Мислам дека сите ја сакаат нашата храна. Дефинитивно, секој народ ја сака нашата храна. Тука е исто туристичко место по недалеку Да. од плажата, дали се случува на пример многу пати да влезат и туристи овде? Да, да. Тука е близко многу хотелот, како што и напоменавме, аеродромот е близко, така да има доста туристи, посебно летно време. Доста има и што работат во авиокомпаниите, така да но има доста туристи и сите сам сакаат да пробаат нешто балканско. First time. Yeah. What made you come here? I just walked past and it looked really nice. What's your name? Anda. Anda. My name is Ratko. So what do you like about the choice that you see? Oh, I want to try the bureks and cabbage rolls. You don't often find them in Sydney. Where are you from? The Central Coast. Central Coast. Whereabouts? Avoca. Avoca. Okay. I might get Nutri Pork as well. And just a real quick one. I can see you ordering sarma. Who told you about this? Oh, it just looked good. I thought I would try It just one. looks good, yeah? Yeah. I assure you it's good. Thank you. You're welcome. Елена, ова беше чист доказ дека и други освен македонци влегуваат во оваа продавница. Да, како што рековме претходно, дека не е само нашиот народ, има доста и туристи, има доста други нации, така да сите сакаат наша храна. Кажи ми, дали имате порачки на големо? Имаме, значи, имаме Српската црква секоја недела, можам да ги ставам како големи што имаат на големо. Што земат најмногу тие? За нив правиме како специјални нарачки стрипсови, што ги правиме малку поголеми. за Извини, нив. што се стрипсови? Стрипсови се истото, тесто е како за бурекот, само се прави не во форма на бурек, се прави во форма нешто слично на ова форма. Навезди. Аха. И кажи ми која е намената на пример на тие пецива ако се земат секоја недела, како ги користат? Па јас сум Мислам дека они таму имаат како ручек, после секоја литургија имаат како ручек, како не знам што. Секоја недела. Секоја недела и секој празник. Значи задолжително добар е. муштарија. Да. кога се постите им правиме постни работи, кога се мрсните им правиме мрсни, се како сакаат, они како сакаат луѓето таму, така да тоа е тоа. Дали ќе ми ги представиш и благите сега? Ајде. Да почнемо доле, значи правиме трилече, за тие што не знаат трилече како спанч кейк со 3 врсти на млеко. Трилечето и то како е популарно денес? Многу популарно, мене ми е омилено затоа што е благо, ама не премногу благо. Карамел сос on the top. Имаме раванија, правиме. Ова е специјалитет на газдарица Лиле? Специјалитет на Лики, да. Тоа е стара рецепта раванија. Да. Стара рецепта, тоа се уште мајка ми го има правен. И кој ти лежи најмногу цит овие благи овде да ги приготвиш? Да ги правиме или да ги јадеме? Па двете. Па за правење, мене ми се лесни толумбите. Не мора многу да им настојуваш, само ги пушташ да се пржат, а за јадење дефинитивно трилече, тоа е. Ми кажа да, дека не е многу благо. Не е многу благо, да. Инаку овие се другите малку треба да се најчиста форма да бидат, па исто да не се препечат, да не се стврдна, да не е многу меко, така да се си бара свое. И на се треба да му се посветиш и да му посветиш многу внимание и труд. Од малата Македонија секцијата, што ви се троши од тука најпоѓе? Дефинитивно ајварот, значи Чекај да видим ајварот. без ајвар нема ништо. Кажи ми колку се продава една тегла ајвар во Сиднеј или во оваа продавница, да кажеме, или генерално отприлика колку се продава ајварот во Австралија? Па од 10 до $18. Значи оди од 18? Зависи од
брендот на Айвар. Да. Дали е голема тегла, мала тегла, така да. Ама дефинитивно е најпродаван. Има различни дистрибутери, има различни фирми, мислам дека нема тука недостаток на Айвар. Можеш да го најдеш во секој време. Значи ајварот се троши најпоќе, друго што се троши од овде? Паштетите исто така доста се трошат. Мислам дека и ние во Македонија доста ги јадеме и таму. Од се по нешто. Не можам да кажам баш тоа се троши од се по нешто. Значи можете да замислите како од еден менаџер, од жена со штикли, шминка, ногти, фризури, дојде во Австралија и сега прави бурек. Лиле, ај кажи ми нешто на оваа тема, те молам, дали ова вистина и како се деси, например, од еден менаџер во Македонија да се работи колонијална продавница во Сиднеј? Вистина, јас работев во Старо, се таму веќе 25 години бев вработена. Заврши таа кариера таму, дојдов овде, не размислив. Како испаѓа приказната за Австралија? Зошто баш Австралија? За Австралија испаѓа, пак ќе кажам, Елена главната. Најстарата ќерка дипломира на правниот факултет и беше адвокат во Македонија. Работеше како адвокат. Golden child! Значи таја за дипломските и за она шеташе, значи одеше. Нели дипломските. Средната ќерка кога заврши, кога дипломира на Охридскиот универзитет и Три ќерки беа, три така? ќерки и сите три завршија. А третата се извинувам. Третото да е живо и здраво. Значи Елена е третото, добро. Да, најстарата не е тука, некој мора да е со децата. Кога заврши средната исто така, шета низ Европа, шета секаде. Елена кога заврши и остана дипломската, размислувавме каде, што, како. Уствари поточно јас сакав да видам како интуиција, да знам од прилика ако моите деца нараснат. Македонија си ја сакаме, знаеме каква ни е, што ни е, премногу си ја сакаме и секогаш одам таму и одиме сите. Ако некогаш сакаат да заминат од Македонија, да прошетаме да видиме каде, што, каква Австралија ми беше најинтересна, најдалеку, ама читајќи по порталите, мислам дека сепак беше една од најдобрите земји за миграција. Кога Елена диплом заврши факултет, Која година идите во Австралија? 2016, 2016. И Елена заврши, реков Елена, јас одам да се прошетам до Австралија, видам како изгледа. И таа во еден момент вика, па јас, нели за дипломска ќе ме частиш и мина да ти правам што ќе правиш сама, а вистина ние немаме овдека некој нешто посебно, многу фамилија од Скопје се многу малку. Елена рече, доаѓам јас со тебе и така, дојдовме тука и останавме тука. Се допадна Австралија, навистина многу работиме. И веќе земам јас за себе, за пример. Значи, пекарството е тешко. Стануваш ноќе, саботи, недели, празник, ние немаме ден слободен. Значи работите 7 дена. Еден ден бевме слободни за Божи, ми се чини само за Нова година. И за Нова година. Ама работевме до 10 за нашите муштери. Сепак, сите нарачки ги спремивме и ги дадовме. Работеше менаџер во таа осигурителна компанија. Овде во Австралија идите со 3 деца и дојдовме јас и Елена, да. без разлика цело семејство, еден куп препреки животни и се случува после еден дуќан. Дали повторно, ако можеме да го вратиме времето, дали би го повторили истото? Да. Дефинитивно. Дефинитивно може да има милион коментари што како, али дефинитивно мислам дека не сгрешив. Многу пати сум се преиспитала дали сгрешив ти да собереш 3 деца, 2 зетовци, 4 внуци, се да спакуваш во 2 куфери, не во 3. Секоја чест. И да дојдеш на нешто ново. Второ, сите таму сме си мислел нешто, ќе заврши факултет, ќе се вработи, ќе бидеш и сето тоа одеднаш паѓа во вода. Доаѓаш и прво нешто што го работиш, одиш да чистиш. Јас чистев, сите и не на работа не е за поценување. Овдека чистиш, знаеш, заработуваш и е окей. Ма приход е потребен, мора да се има приход. Да. Сакам да ти кажам, дојдов и почна веднаш да чистиме со Елена.
Така да мислам дека не сгрешив. Јас мислам дека не сгрешив, мислам дека и моите деца во почеток им беа тешко. Секој ден вика ти не донесе, ти вака, ти онака. Сега мислам дека се преблагодарни. Секоја чест. Браво. Дали работеше нешто во Македонија? Не работев во Македонија. Во Македонија само студирав, завршив универзитет за туризам и бизнес логистика. Овде завршив уште 2 факултети. Завршив и за шеф, затоа мој дел се пейстри шефови. За кувар, да. Значи заврши факултет за кувар. Да. Значи имаш една добра позадина и една добра залиха за овие сите работи кои ги спремаш. Да. Сакав да се усовршам посебно за делот за пейстри шеф и така да почнав се со бизнисот овде и сакам да учам нови работи, сакам да се надоградувам и секој ден сакам да пробувам нешто ново. Одлично. Хвала. Ева, кажи ми, кој бурек ти на баба највише го сакаш? Со сирење. Зошто? Затоа што имал многу сол. И солено, не? Чекај да го сниме со сирење. Еве го. Сакаш, повеќе ти се свиѓа мазникот или бурекот? Бурекот. Бурекот? Да. А ти има кој ти е тебе омилен вкус? Со месо. Со месо? Имено ми е со месо. Колку често едите бурек во неделата, да кажем? Еднашка 2 пати? Баба ви пушта некогаш извън училиште бурек? Да. Ова приказна не подсетува дека понекогаш кој ќе тргнеме од нула во животот, али со храброст и желба за успех, можеш да создадеш нешто големо, нешто вредно. Поранешната скопска менаџерка Лиле, која денес живее во Сиднеј, во ниеден момент не се предала пред предизвиците на незиниот нов живот во Австралија. Напротив, не само што ги надминала, туку и создала нешто свое, таму негде далеку од незиното Скопје. Нека незината сила ве инспирира и вас да верувате, да се борите и никогаш да не се откажувате од вашите соништа. Јас сум Радко, ова е Австралиски живот и се срдно ве поздравувам до наредно дружење со ново видео. Поздрав! Ќе правиш сама, вистина не ме